Земјите од Западен Балкан заеднички да настапуваат во инвестицијските проекти кои се од витално значење за целиот регион. Ова е еден од заклучоците на инвестицијскиот самит во Париз наменет за земјите од регионов. Патната инфраструктура, поврзување на енергетски системи, но и олеснување на царинските постапки се само дел од предлозите на кои треба заеднички да се делува, изјави Антони Пешев од Стопанската комора. Се работи за заедното поврзување на енергетските системи на државите, интензивирање на градата на коридорите кои овозможуваат лесен транспорт транзит на стока и услуги, подобрувањето на решавањето на проблемите околу царинските бариери, со оглед на тоа дека установено дека регионот има најкомплициран процес на транспорт на роба со најголеми чекања на границите, и во тој сегмент сите проекти кои ќе се однесуваат на подобрување на взаимното змрежување на економиите на Западен Балкан ќе биде од интерес за овој фонд. Досегашното искуство од трговската соработка помеѓу земјите од Западен Балкан резултира со раст на трговијата помеѓу државите од опкружувањето, но зголемување и во бизнис соработката забележана и со земјите од Европската Унија. Во однос на трговската размена со земјите од Западен Балкан, исто така се зголемува раст во периодот од овие први 4 месеци од 2016 година за некаде околу 6,6%, односно изнесува 484 милиони американски долари. На инвестицијскиот самит во Париз, на кој акцентот беше ставен на земјите од Западен Балкан, представниците од Европската Унија потенцираа дека самитот има огромно значење не само од економски аспект, туку и од стратешки во однос на продолжувањето на преговорите за приклучување на регионот кон европското семејство.